Еден потврден случај на шуга во Кумановското основно училиште Кирил и Методи во селото Романовце. Ученикот бил отсутен од настава и во петокот, а по препорака од лекар ќе биде во изолација до 22 февруари. Во меѓувреме, уште тројца ученици се изолирани, но за нив се уште нема медицинска потврда за заразното заболување, информира директорот на училиштето Скендер Ушити. Ние во училиштето имаме пријавено во јавно здравство од петок, значи имаме преземени мерки, дезинфекција на училиштето, значи чистено, сите ученици се чистени, сите простори дезинфецирани од наша страна и денеска имаме дојдена и докторка епидемиолог и водиме сега разговор како понатаму да постапиме. Ние како училиште имаме преземене плюс наставничката по биологија има држано час по инфективни болести и сите деца се запознаени со најава на скабиес и наставниците редовно се доаѓаат и учениците редовно, само за еден случај имаме потврда дека има скабиес, а другите ученици што имаме од наша страна само вака усмено, значи усмено ние ги изолираме тие случаи, тие деца, значи си седат дома, уште за 20 ученици, една е сестра на тај ученик што има потврда и другото дете, само имаме вака да кажам дека дознавме дека има он скабиес и он е изолиран од петак, не доаѓа во училиште. А тај ученик што е со потврда до 22 треба да биде изолиран со целата фамилија дома. Не, со потврда само еден имаме. А сестрата на прваче што е во трето одделение и таа не доаѓа, ама нема донесено потврда. Значи, и двајца се дополнително, ама немаме потврда. Значи само вака усмено знаеме дека има нешто, ама дали има, треба прво потврда да донесат тие. Сега моментално тоа е ситуација. Да, службата се преземени сите од наша страна, значи што е хигиенски дезинфекција што е направено, значи е преземено дополнително од наша страна. Сега дополнително што ќе ни кажат од јавно здравство, ние така ќе постапиме понатаму. Не, по наше сознание, прв пат имаме таа најава. Значи, прв пат имаме најава, а вака вируси, има вируси во училиштето, но тие се изолирани случаи. Значи, има некои ученици дека од некој друг вирус. Еве сега моментално не можам да кажам, да потврдам дека јас не сум доктор, да знам дека зашто се работи. Дополнително учениците си доставуваат потврда зашто се болни и уште си седат дома. Кога ќе ги донесат, ќе дознаеме тачно што се работи. Случајот со шуга го потврдуваат и од секторот за образование при општина Куманово, а Центарот за јавно здравје по теренската контрола ќе се произнесе утре. Инаку шугата е заразна болест предизвикана од паразит. Тоа е всушност состојба на иритација на кожата, која што предизвикува интензивно чешање кое доминира ноќе. Паразитите се шират со близок контакт со заболено лице преку користење на заеднички крпи, чаршафи и други лични работи. Најчесто во семејството заболуваат повеќе членови. Оваа болест е заболување за сите луѓе без разлика на социјалниот статус, пол и возраст, иако најчесто се јавува на места каде што има голема фреквенција на луѓе, како на пример во болниците, затворите, домовите за деца или старечките домови, и од шуга може да заболи секој. Не се работи за тешко заболување, велат лекарите. Лекарите укажуваат дека превенција за ова заразно заболување нема, но дека при појава на симптомите најдобро е веднаш да се замине на лекар. Апелираат сите лица кои имале близок контакт со заразеното лице, истовремено да се лекуваат дури и да немаат симптоми, со терапија препишана од лекар. Подадената терапија чешањето се повлекува во период од неколку дена до неколку недели.